му се радуваш на огнот, но не и на пожарот. Му се радуваш на домот, но само кога е безбеден. Полиси за домакинство на осигурување Македонија. Сега со подобрени услови. Тука сме. Dobar dan, dobro večer. Možemo mi malo biti tu? Dobar dan, dobro večer. Radite. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dečki, srećni finale. Daj spustite mobitele dole. Aj, osmice! Osmice! Budete mene i da sliku snimati. Može? Molim vas, hvala. To je to, hvala. Ракометарите на Македонија се веќе во Вараждин и тука се подготвуваат за престојната втора рунда, која што за нашите репрезентативци стартува в недела со надпреварот помеѓу против Шпанија од 20:30 часот. Денеска се слободни кога на терен излагаат другите 4 селекции кои што беа пласирани на вторите и на третите места во групите С и Д, а тоа е знак дека можат да одморат и добро да се подготват за првиот дуел. Заедно тука со ракометарите е секако и екипата на 24 Ракомет ТВ, која што ќе ги следи сите настани кои што се случуваат во Вараждин и ќе информира за втората рунда во која што ќе имаме 3 надпревари. Први впечатоци од Вараждин и од она како е организирано овде, односно какви се условите во споредба со Загреб? Па добро, во Загреб бевме во еден убав град. Мислам дека и поголема организација беше таму, поради тоа што ќе се одиграат тие финални средби баш во Загреб. Но исто тука не може да се пожалиме, хотелот е супер, сместувањето е све како што треба. Но тоа е проблем што малку сме подалеку од Вараждин, имаме доста возење со автобус до главната сала. Но све што е во корист за репрезентација мислам дека не е тешко и се ќе прекјутиме и ќе претрпиме како и за сите така и за нас. Сите репрезентации се таму, така да ние треба само да се гледаме наша работа, да се сконцентрираме околу надпреварите и другото све е миновно. Однос на арена во Загреб, салата во Вараждин е помала. Помал број на публика, се очекува да има поддршка секако од навивачи што ќе дојдат од Македонија. Ќе биде ли можеби полесно да се направи поголем притисок овде против селекциите на Шпанија, на Чешка и на Данска? Па да, колку што гледаме и пратиме по портали, се најавува голема бројка што доаѓа од Македонија и ќе имаме една голема поддршка. Исто имавме таа поддршка и во Загреб, но како што кажавте, тука е помала салата и мислам дека ќе биде побучно за сите екипи, како и за нас, така и за противниците, и мислам дека тоа ќе ни биде од корист на нас, поради тоа што сме научени ние на такво навивање на таква публика и ќе ни бидат како ветар во грб сите надпревари што ќе играме тука. Познаваш добро неколку ракометари кои што настапуваат за селекцијата на Шпанија, имаш играно против нив, заедно со нив. Можеме ли и каде можеме да ги добиеме? Па добро, ете и нашиот селектор е шпанец, така да
Мислам дека е системот на игра сличен, но сепак секоја репрезентација си има своји задачи кои треба да си ги одработи од страна на селекторот. Се познаваме, сме играле со овие репрезентации, така да мислам дека нашиот селектор ќе направи добра тактика за неговите. Фала ти многу и се убаво на преродот во недела, па да продолжиме да се радуваме исто како што се радувавме во Загреб. Фала многу. Само остани ако сега имаме едни надвор прашања од ова. Во однос на колеги. Продолжува Европското првенство, малку повеќе одмор во однос на надпреварите од првиот круг. Колку добро ќе дојдат овие денови пауза за да се подготви играта за против Шпанија? Па секако дека добро ќе дојдат овие 3 дена пауза, бидејќи ќе имаме доволно, имаме повеќе време за припремање за следните надпревари, како и припремање на тактика, така и за физичка спремност на екипата. Што очекуваме в недела, бидејќи се среќаваме против репрезентација во која што има поранешни ракометари на Вардар, ракометари кои што добро ги позна и селекторот реално, секако и вие, играчите кои што имате играно многу пати против нив. Па добро, секако знаеме дека Шпанија е една од ракометните велесили, секогаш е кандидат за полуфинале, финале, за распределбата на медалите, така да мислам дека би оделе да се спремиме што е можно подобро и да одиграме борбено со максимално залагање како на претходните 3 надпревари, па што биде нека биде. Доволно ли е времето да се одмориме и да собереме сили за да бидеме на 100% подготвеност на физички план за да се носиме со шпанците? Мислам секако дека е доволно 3 дена, другите репрезентации имаат само по еден ден, ние имаме 3, така да мислам дека би било доволно, дека ќе биде доволно тоа време што го имаме. Останува уште малку време, се наближуваат надпреварите од втората фаза. Македонија има повеќе одмор отколку другите селекции, односно Македонија и Шпанија. Првиот дуел за нив во вториот круг ќе биде в недела од 20:30 часот. Што очекуваме? Па добро, како што кажа, имаме малце повеќе одмор од другите репрезентации, тоа стварно многу значи во овај циклус. Шпанија прв противник, значи сме играле досега со неа, се работи за исклучително квалитетна репрезентација со играчи кои играат во многу добри клубови, кои да кажем го знаеме нивниот шпански систем. Би рекол ето го употребуваме и ние тоа, па досега добро ни оди. Треба да се влезе максимално со глава во тој меч, затоа што знаеме шпанската репрезентација е исклучително добра репрезентација. Понесовте голем товар во одбраната, имавте тешки дуели против играчите на Словенија и на Германија, секако и на Црна Гора. Ќе биде ли можеби малце полесно против Шпанија или очекувате тука да биде агресивно и борбено? Па не би рекол дека ќе биде полесно, значи на европското првенство тука, значи не секој дуел е, и претходно кажав во некој интервју, секој дуел е значи треба да се влезе многу јако, многу со 100% да се влезе во него за да се освои тој дуел или таа топка. Агинагалде е повреден, ќе биде ли можеби полесната задачата барем со пикерите на Шпанија? Па секако, Агинагалде е еден одличен пикер кој е многу тешко да се игра против него, многу робусен, јак. Секако не го подценуваме и другиот пикер, тој е исто така добар, меѓутоа мислам дека ето да кажам за нас еден плюс ако не игра е тоа.